Евангелие според Марко, 9 глава. И им рече: има некои меѓу оние што стојат овде кои нема да вкусат смрт, додека не го видат Царството Божие, дојдено во сила. А по 6 дни Исус ги зеде со себе Петар, Јаков и Јован и ги одведе сами на висока гора, насамо, и се преобрази пред нив. А лиштата му станаа сјајни, многу бели, како снег, какви што белило на земјата не може да избели. Им се јави Илија со Мојсей и разговараа со Исус. Тогаш проговори Петар и му рече на Исус: Рави, добро ни е да бидеме овде, да направиме 3 колиби, една за тебе, една за Мојсей и една за Илија. Зашто не знаеше што да каже, бидејќи беа многу уплашени. И се појави облак, па ги засени и од облакот дојде глас кој говореше: Овој е мојот возљубен син, не го слушајте го. И одеднаш, кога погледнаа наоколу, никого веќе не видоа покрај себе, освен Исус. А кога слегува од гората, им заповеда никому да не кажуваат што виделе, додека Синот човечки не воскресне од мртвите. И го задржаа тој збор во себе, прашувајќи се еден со друг што значи тоа, да воскресне од мртвите? И го прашаа велејќи: А зошто книжниците велат дека најнапред треба да дојде Илија? А тој пак одговори и рече: Илија ќе дојде порано и ќе уреди се, а Синот човечки, како што е напишано за него, треба да пострада многу и да биде понизен. Но ви велам дека Илија дојде, како што е напишано за него, и му направија што сакаа. И кога дојде кај учениците своји, виде многу народ околу нив и книжници кои се препираа со нив. И штом го виде, сиот народ се зачуди и притрчувајќи го поздравуваа. Ги праша книжниците: Зошто се препирате со нив? Тогаш еден од народот одговори и рече: Учителе, го доведов кај тебе син ми, во кого има нем дух. И секогаш, каде и да го фати, го кутнува, и тој се запенува и крцка со забите и се здравува. Им кажав на учениците твои да го изгонат, но тие не можеа. А Исус одговори и рече: О, роде безверен, до кога ќе бидам со вас? До кога ќе ве трпам? Доведете го кај мене. И кога го доведоа кај него, штом го виде духот, веднаш го стресе, и тој падна на земја и се валкаше запенет. Го праша Исус татко му: Колку време има откако станува тоа со него? Тој одговори: Од детството. И многу пати духот го фрлал во оган и во вода, за да го погуби. Но ако можеш, смилувај се над нас и помогни ни. А Исус му рече: Ако можеш да поверуваш, се е можно за оној што верува. И одеднаш таткото на момчето извика и со солзи рече: Верувам, Господи, помогни му на моето неверие. А Исус, штом виде дека се собра народ, строго му заповеда на нечистиот дух и му рече: Духу нем и глув, јас ти заповедам, излези од него и не влегувај веќе во него. И кога извика, силно го стресе и излезе. А момчето беше како мртво, така што мнозина велеа дека умрело. Исус пак, откако го фати за рака, го исправи и тоа стана. И кога влезе Исус во една куќа, учениците негови го прашаа насамо: Зошто ние не можевме да го истераме? И им рече: Овој род со ништо не може да се истера, освен со молитва и пост. И кога излегоа оттаму, минуваа преку Галилеја. И тој не сакаше некој да разбере, зашто ги учеше учениците своји, им велеше дека Синот човечки ќе биде предаден во човечки раце и ќе го убијат. И на третиот ден по убивањето ќе воскресне.
но тие не ги разбира овие зборови и се плашеа да го прашаат. И дојде во Капернаум. И кога беше дома ги праша: "Што се расправавте меѓу себе патем?" А тие молчеа, зашто патем се расправаа меѓу себе кој е најголем. Тој седна и ги повика 12 мината, па им рече: "Кој сака да биде прв, нека биде последен од сите и слуга на сите." И тогаш зеде едно дете, го постави меѓу нив, го прегрна и им рече: "Кој прима едно од ваквите деца во мое име, мене ме прима. А кој ме прима мене, не ме прима мене, туку оној кој ме пратил." Тогаш Јован му одговори и рече: "Учителе, видов меден кој не врви по нас, а во Твое име демон изгонува, а не врви по нас, и му забранивме, зашто не оди по нас." А Исус рече: "Не бранете му, зашто никој што прави чудо во Мое име не ќе може наскоро да говори зло за мене. Зашто кој не е против вас, тој е со вас. И кој ве напои со чаша вода во Мое име, затоа што сте Христови, вистина ви велам, нема да ја изгуби својата награда. А кој ќе соблазни едно од овие малите, што веруваат во мене, за него е подобро да му се обеси воденички камен на вратот и да се фрли в море. И ако те соблазнува раката твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе без рака да влезеш во животот, отколку со две раце да отидеш во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува. И ако те соблазнува ногата твоја, одсечи ја. Подобро е за тебе сакат да влезеш во животот, отколку со двете нозе да бидеш фрлен во пеколот, во неизгасливиот оган, каде што нивниот црв не умира, ниту огнот не изгаснува. И ако окото твое те соблазнува, извади го. Подобро е за тебе со едно око да влезеш во Царството Божјо, отколку да имаш две очи и да бидеш фрлен во огнениот пекол, каде што нивниот црв не умира и огнот не изгаснува. Зашто секој со оган ќе се посоли и секоја жртва со сол ќе се осоли. Солта е добра, но ако солта облутави, со што ќе ја осолите? Имајте сол во себе и мир имајте меѓу себе.